Среќна вест! На место број 13 најгледани прилози на социјалните мрежи во вчерашни се наоѓа приказната за една превработена администрација. Дали е лесно да се седи дома и да се зема плата? Ланчо разговараше со еден административец. Како живеете? Да ти кажам право, меѓу нас многу тешко. Значи сите мислат дека е многу лесно да не работиш ништо, а да зимаш плата, ама не е така. Че ја сакам само да имам работа како секој друг. Добро, ама сепак зимате плата. Да, фала му на Бога, значи и на државата што ни овозможи, не ухлеби да зимаме редовни приходи. Да. Столб на општеството и буџетот се приватниците. Затоа што мислат тие за новите вработувања и дали го делат истото мислење со јавниот сектор? На овие прашања ќе ни одговори Трајче Розески, кој што е собственик на приватна фирма. Господине Трајче, дали е тешко да си приватник? Еве, на мој грб живеат двајца административци и еден пензионер. Ама вие имате само еден, каде ви се останатите двајца ги загубивте? Не, таман работа да ги изгубам. Се менуваат на 8 сати. Овој да заврши, па пензионерот треба на бања да го носи. Да. Дали е тешко да се издржи целиот овој товар? Сега, 2 пати сум опериран од кила. Ама добро, можеше и потешко да биде. Замисли да треба да носиш некој министер или пратеник. Еве, Силвана Бонева 4 ја носат. Габарит. Да, ви благодарам. Мола. Благодарам. Поведете и друг пат. Се повеќе луѓе ја прифаќаат оваа реформа на огромно задоволство на јавната администрација. Се очекува до 2029 година ова да биде нормален начин на живење, ако до тогаш не попушти кревката кичма на приватниците.